Јагнешкото месо и црвено бојадисаните јајца, како најпрепознатливи великденски символи, и годинава ќе се најдат на великденските трпези. Високите цени на прехранбените производи нема да ги спречат верниците да го одбележат денот на Христовото воскресение во вообичаено празнично расположение. Иако се жалат на цените, тетовци велат дека нема да дозволат тие да влијаат на начинот на кој ќе го одбележат Великден. Смо спремни више. И набавивте сите потребни производи? Па уште смо у пазар. Сега да свртиме уште на 2 круга и ќе набавим. Така, дали цените се скапи, дали може да си дозволите традиционално да си го одбележите празник? Па мене ако ме прашуваш скупи се цените зашто јас сум без работа. Со сопругата излегувавме мало да пошетаме. Тоа. Иначе скупи се. Ценеве се одјен. Пак може да се земе. Тоа што е најосновно, да има зеленчук и малку сувомеснато и така. Јагнешкото, ја да ви кажем и да ви се похвалим дека не зедов јагнешко. Пошто што? Ете не зедов сега. Ако барате образложение, може да и цената реагира. Цените стандардни, нормално секојдневни. Сега нема некоја разлика специјално за празникот. Има артикли, што ти душа сака. Така, значи може да се дозволи... Може сако, ако кој има колку ќе земе, нормално. Али мора да го одбележиме денот, по традиција. Увек Великден е поскуп. Цените се поголеми. Иста цена е како други данови. Само кој има паре, Разбираш ли? Тој може да Као го вчера, као некија, као предна неделя, иста цена. Добра е сега, да речемо, Ано вика колева, кој има паре ќе зема, кој нема паре. кој нема ќе носи. Да, што мислите вие со овие цени? Дали може сите да си набават? Не може. Може тие што има бизнес, што работа. Јагнешкото месо го има на пазарот во доволни количини и по поевтини цени. Оваа година килограм јагнешко во месарниците чини 330 денари. Традиционално и бојадисаните јајца се дел од великденското чествување. Купува како и секоја година, тоа е традиција на празникот за Великден и така да кај нас скоро секоја година иста е потрошувачката, како и лани, како и оломна, така и годинава. И така, за вези цените годинава ги смаливме за тие што беа 220 до понеделник, од понеделник ги намаливме на 200 за 20 денара. Толку можевме, толку направивме тоа што можевме. По 40-дневниот пост во недела православните христијани ќе го прослават најголемиот верски празник Великден.